Млада пијанистка веќе со многу успеси. 15-годишната Јулијана Јанев пред неколку дена одржа концерт во музичкото училиште Боро Џони во Струмица, а само по еден ден и на Музичката академија Гоце Делчев во Штип. Таа пијано започнува да свири уште од второ оделение, уште од самиот почеток на своето музичко образование. Јулијана се истакнува со својата исклучителна желба да ги открие тајните на пијано изведбата. И двата концерти според мене поминаа одлично, задоволна сум од тоа како се представив пред публиката. Морам да признам дека бев прилично возбудена, особено пред концертот во Струмица, бидејќи Струмица е мојот роден град, место каде што се сите кои што ми значат. А Боро Џони е место каде што започна се, а првите почетоци никогаш не се забораваат. Од друга страна, концертот во Штип е исто така од големо значење, бидејќи пак беше мој прв солистички концерт таму и почеток на нешто ново кое што допрва ќе следува, но најбитно е дека го скршивме мразот за понатаму. Особено ми е драго за поддршката која што ја добив од целиот колектив на Сергеј Михајлов, од другарките, пријателките таму. Исто така морам посебно да се заблагодарам на моите родители кои што се секогаш овде за мене и се моја најголема поддршка и секогаш веруваат во мене. Поддршката всушност за мене е една најголема мотивација која што ме мотивира за понатамошни успеси. Незината посветеност кон пијаното придонесе за краток временски период да има брз развој и да постигне високи резултати. Има реализирано над 80 настапи на многу концерти, фестивали и надпревари. Да, навистина има многу настапи и секој настап со себе си носи нешто свое што е посебно. Така. Имам 86 јавни настапи, во понеделник ќе биде мојот 87-ми јавен настап во Скопје на концертот Европско Скопје кој го организира Музичката младина на Македонија. Имам настапувано на доста места, а секој место си носи своја посебна авантура. Така. Како што се Софија, Бугарија, Врање, Србија, Уб, Белград, Србија, Шабац, Милано, Италија. Во Македонија имам настапувано во голем број од градовите како што се Гевгелија, Велес, Скопје, Штип и Струмица. Так, дали имаш некој настап што ете навистина најмногу емоции ти има пробудено, што го имаш запамтено? Досега навистина тоа 87-ми настап, а за 15 годишна девојка навистина голем успех. Да, секој настап си носи своја посебна емоција, своје посебно чувство, но се разбира дека одредени моменти за секогаш ќе ги паметам и ќе бидат вечно врежани кај мене. Надпреварот во Милано, Италија е еден од оние кои што ќе ги паметам вечно, на кои што се сеќавам како да беа вчера. Надпреварот се одржа во куќата на Џузепе Верди, каде што воедно се наоѓа и неговото вечно почивалиште. На тој надпревар свирев со посебна енергија, посебни емоции, посебни чувства. Се надпреваруваат деца од цел свет, Австрија, Кина, Италија, Америка и навистина беше голема чест и задоволство за мене да бидам дел од еден таков надпревар. А исто така да не го заборавам и државниот надпревар во 2022 година, кој што беше круна на завршување на моето основно образование, каде што освоив прво место. Воедно и со таа награда бев првак во мојата категорија во Македонија. Јулијана е редовен учесник и на државните надпревари и на повеќе меѓународни за млади пијанисти. Досега има освоено 32 специјални први и втори награди, од кои 5 први награди на државни надпревари и 27 награди на меѓународни надпревари во Милано, Белград, Шабац, Врање, Приштина, Софија. Во 2023 година Јулијана е добитник на апсолутна прва награда на меѓународниот надпревар Сергеј Михајлов во Штип, апсолутна прва награда на меѓународниот надпревар за камерна музика во Кавадарци, прва награда по теорија на музика на меѓународниот надпревар Сергеј Михајлов во Штип.